Имал сам топли поздрави од христијанската црква Божи глас. И убаво е да се биде во заедништво со вас ово утро и имаме една многу интересна убава порака, се надевам што ќе остане во вашите срца и не само денес, може би и понатаму нешто ќе го бидете некоја духовна храна или некоја подкрепа, некој збор од Господ, некој упатство, нешто интересно од нашиот Господ и Спасител. Пред да започнам со проповедта, ќе ви представам една молитвена мапа на Македонија. И тоа е буквално мапа на Македонија. И донесов примероци кој сака да се моли за Македонија, може да ја добие оваа молитвена мапа. И во неа има еден распоред од 7 дена, овдека доле. За секој ден во неделата има 3 работи за кои што можеме да се молиме. И во недела вели да се молиме за црквите во Македонија да растат и да напредуваат. Потоа да се молиме за пасторите и другите служители во црквите. И на крајот да се молиме за нашите семејства, бракови и деца. Многу важни работи, многу големи работи за молитва. И чисто за да го искористим овој момент, јас би сакал да се молам за растеж на оваа црква, за благослов на пасторот, на водачите, на служителите, саморедителите, славителите, сите што служат тука, како и за нашите семејства, бракови, деца, внуци, сите оние што се дел од оваа заедница. Татко Небесен, ти благодарам, Боже, за Евангелска слободна црква. На ова место, Боже, се сеќавам и кога беа на улица Илинденска и кога се градеше црквата и кога започна, Боже, и тука сме славели и Божик, и Великден, и на други прилики сме доаѓале. И Господе, само Ти ја знаеш бројката на сите луѓе што влегени за врата на оваа црква. Не знаеме на кога Ти знаеш, Господе, по име и презиме, дали се може би 1000, 2000, не знам колку. Но Господе, секој што влегол во овој дом, те молам, Господе, ако не е спасен, да го доведеш пак кај Тебе, преку откровение, преку порака, преку покана. Те молам, Боже, оваа црква повторно да продолжи да свети, да продолжи да привлекува луѓе да се спасат во оваа црква. Те молам за растеж, те молам за благослов на пасторот и на сите служители во оваа црква, Боже. Да ги водиш, да ги чуваш. Се молам за секој еден член кој што сигурно е дел од семејство, има може би деца или внуци или нема, но сеедно, Господе, Ти секој член овде, секој човек овде го сакаш. Се молам, Господе, за сите нас да не сочуваш од злото, да не сочуваш од гревот и да ни помогнеш да растеме во верата. Така, Боже, молам тако благослов на оваа црква да продолжи да свети, да продолжи да шири Евангелието и за благослов на сите што служат и на сите што доаѓаат, да најдат спасение, да најдат смисла за својот живот, да им дадеш надеж на оние што се паднати, да им дадеш утеха на оние што се повредени. И Господи, Иско даде спасение на тие што го немаат. Во името на Исус се молам. Амин. На метеоролошката прогноза рекоа од 1 декември, понеделник, дека ќе завали. Може да се каже дека зимата ќе дојде конечно. Ќе видиме така некои студени денови. И всушност денес првиот ден во седмицата, знаете? Неделата е првиот ден во седмицата, според Библијата, седмиот ден Шабат во еврејската традиција, бил овој ден кога евреите ништо не работели, се посветувале на Бог. Но откако нашиот Господ Исус воскресна во недела, откако учениците започнаа да се сретнуваат во првиот ден од седмицата, и така започна да се слави Господ во недела и почнаа христијаните и да се разликуваат малку од евреите, почнаа во недела
да се собираат и така и црквата започна во недела да го слави Исус. И некако ние си помисливме дека неделата е седмиот ден, но убаво е да помислиме на тоа дека првиот ден од неделата, овој ден, почна новата недела и како започна новата недела со Господ. Значи дојдовме во црква, дојдовме на Него да му дадеме слава и да слушнеме порака од Словото и за оваа недела. И во Библијата има многу такви некои почетоци. Во првата книга Мојсеева во Битие пишува во почетокот Бог го создаде небото и земјата. Во Јован прва глава пишува на почетокот беше Словото. Во Јован прва глава пишува и нешто друго што сега ќе отвориме таму и ќе видиме што друго напишал Јован во првата глава. И се работи тука за еден почеток. Јас се заборавам. Во почетокот беше Словото, да е првиот стих. Но ќе одиме подолу и ќе зборуваме малку за една случка. Јован Крстител кога се појави, кога беше во пустината и зборуваше за тоа дека луѓето треба да се покајат и дека доаѓа Месија, доаѓа Исус. Јован Крстител отиде во пустина и таму доаѓа луѓето кај него да го слушаат што има тој да им каже. Тоа е многу спротивно да речам на нешто што некој денес би го направил за да биде познат и за да го следат луѓе. Сигурно не би отишол на пусто место кај што нема ништо друго освен тој човек. Така што ако некој сака да оди да го слушне, треба навистина да има голема желба да го слушне, затоа што во пустината условите се многу тешки. И само еден човек кој што има голема желба да слушне нешто и да научи повеќе, ќе отиде во таква пустина за да разбере што тој има да му каже. И така Јован Крстител отиде во пустината и зборуваше дека доаѓа некој после него. Од онаа страна на Јордан, од 28 стих, каде што крштаваше Јован во реката. И утре ден, Јован, 29 стих, го види Исус како доаѓа кај него. И рече, еве го јагнето Божјо, кој ги зема гревовите на светот. Ова е оној за кој ви реков, по мене доаѓа човек кој постоеше пред мене. И замислете, во таа толпа на луѓе се наоѓаат двајца пријатели, од прилика на возраст меѓу 25, 26, 27 години можеби, од прилика на таа возраст. И следниот ден Јован пак стоеше таму и двајца од неговите ученици. И што го види Исус да поминува, рече, еве го Божјото јагне. И овие двајца ученици на Јован Крстител, кога ги слушнаа од него тие зборови, тргнаа по Исус. И Исус се заврти, кога виде дека идат по него, ги праша, што барате? И тие рекоа, Рави, што значи учителе, каде живееш? Дојдете и видете, им одговори. И така отидоа да видат каде живее и останаа при него тој ден до вечерта. Тоа беше околу 10 час. Еден од двајцата кои тргнаа по Исус, откако го слушна Јован, беше Андреј, братот на Симон Петар. И тој потоа го најде први брата си Симона и му рече, го најдовме Месијата, што значи Христос, помазаник, и го доведе при Исуса. И Исус, гледајќи го, му рече, ти си Симон, синот Јонин, ти ќе се наречеш Кифа, што значи камен, односно Петар. И на другиот ден Исус отиде во Галилеја, таму го најде Филип и му рече, дојди по мене. А Филип беше од Битсаида, од градот на Петар и Андреј. Овдека има нешто интересно, во таа пустина се наоѓале двајца млади луѓе,
кои што слушале за тоа покаяние, кои што слушале за таа порака дека треба да ги исправат патеките, дека ќе дојде Месијата, ќе дојде Господ Исус. И биле во некое очекување дека таквото нешто ќе се случи. И навистина дошол Исус таму во пустината кај што крштавал Јордан, и Јован Крстител веднаш објавил еве го Божјото јагне. И овие двајца ученици го сватиле моментот дека се тоа за што Јован Крстител ги подготвувал, дошол тој момент и одлучиле да го следат Исус и да одат кај него. И првото нешто кога му пришле и дали тргна на кај него или по него, Исус се завртал и прашал што сакате, што барате. Исус има прашано доста прашања во Новиот Завет, на луѓето. Например, ако верувате дека ќе се сретнете со Божиот Син, ако верувате дека ќе се сретнете со Господарот на Вселената, ако верувате дека ќе се сретнете со најмогното суштество што постои, оно што го создал целиот свет, оној во чија собственост е се околу нас. И таквото битие, таквиот всемоќен Бог, да ме праша што сакате. Што сакате? Што да ви дадам? Што да ви направам? Многу интересно прашање, кое што ги открива желбите на нашите срца. И во тој момент, овие двајца ученици, едниот од нив се открива дека е Андреј, а се верува дека другиот бил Јован. Значи, Андреј и Јован, некако, иако Јован Крстител рекол, тој е Месијата, ова е јагнето Божјо, тие некако си рекле, чекај, нас тоа не ни е доволно, ние сакаме да знаеме повеќе. Остај сега тоа богатство, слава, такви некои мисли, што би можел јас да добијам нешто за мене, меѓутоа сакам јас да знам нешто повеќе за него. Од кај си? Кај живееш? Кај да те најдам? Разбирате која беше нивната желба и потреба, они сакаа да видат кај ќе одима, кај ќе спие, што ќе прави. Сакаа да речат, сакаме да дојдеме со тебе на некој друг начин. Во смисла, која ти е адреса, како да те најдеме. И тој им рече, дојдете и видете, ги покајте. И тие вели тргнаа со него, тоа кај што пишува 10-тиот час, според еврејско сметање на времето, е негде 4 поплавни. И тие останале со него до вечерта. Значи имале заедништво, имале дружење, тој дошле да видат, нели може би тој спиел негде кај некого на гости. Оставале со него до вечерта и тоа била нивната прва средба, првиот деј, првата заедничка дружба на овие двајца ученици со Господарот на Вселената. И ајде, чао, пријатно, треба да си легнеме, да утре не чекаме ден. И се заминуваат они двајца, а Андреј не можел да се воздржи, отишол кај својот брат и нити да му каже што рекол Јован Крстител, нити да му каже кај бил што бил, вели го најдовме Месијата, го најдовме Христос, помазаникот. И што направи следно, го доведе кај Исус, дојди ваму да видиш, кого најдовме. Значи, Андреј, кој што сигурно имал некоја желба за вистина, сигурно имал претходни познавања од списите, да речем, оно што се читало по синагогите во тоа време, Стариот Завет што го нарекуваме сега. Во синагогите се читал Исаија, се читале псалми, се читал Мојсеевиот закон и пророците, и сите тие читања, он како дете сигурно и таму имало некоја Сандра или некој кој што ги поучувал и децата, може би своите родители, нивните родители, Јона се викал татко на Азрей и на Петра. Може би Јона ги собирал децата околу огништето и им раскажувал за еврејската историја.
Но тоа дете или тој млад човек, сега веќе израснал 25 години, сватил дека чекај нешто сепак не е добро во мене, нешто ми фали, нешто као да не е како што треба. И кога Јован Крстител повикал на покаяние, тој рекол, тоа е тоа. Мене стварно гледам дека нешто лошо има во мене, гледам дека правам лоши работи. Ми треба тоа покаяние и што ќе биде тоа следно, не знам. Јован Крстител збори за тој Месија, што сите зборуваат за него, за ребе можно сега во овој период да се појави тој Месија и наистина да дојде во овој свет. И гледате како се чувствувал тој Андрей кога Јован Крстител му вели, еве го, јагнето Божјо, ова е Месијата. И тој отишол се дружил со него неколку сати, поминале време заедно. И целиот радосен се враќајќи брат му вели, дојди кај Исус. Дојди да ти покажам што најдов. Андрей имаше љубов и грижа и за својот брат. Тој не дојде кај Исус и да рече, чекај сега што има тука само за мене. Ќе верувам во Господ, ама Господ прво мене нека ми најде мене што ми треба. Мене ми треба да рече тоа, да некој ми треба жена, некој ми треба работа, некој ми треба без што. Сите си имаме нели лични своји потреби, си викаме Господе, а сум сретнал и многу такви луѓе кои што откако ќе им кажеме за Господ, прво ќе кажат, ама мене ми треба ова, ама мене ми треба ова. Ако Господ ми даде ова, јас ќе направам тоа. Или го условуваат Господ, прво дај ми ти мене што ми треба, па после јас ќе видам дали да те следам или не. Меѓутоа Андрей не размислува за тоа, Андрей размислува за вистината. Андрей размислува за тоа што е потребно не само за него, него и за неговиот брат. И затоа го зима и го носи кај Исус. И тука има 4 работи што Андрей ги направи. Отиде да го најде, значи отиде, го бараше брат му, сигурно нема телефони да му се јави кај си дојде. Него го бараше, дали е кај езерото, дали лови риба, дали е на пазарот да ја продава рибата, дали се вратил дома, да не може би болен, да не во синагогата, значи прошетал малце за да го најде каде. Му кажал што доживел и на крај го донесе кај Исус 4 елементи. Значи го одеше, бареше, кажуваше, носеше. И пошто ова утро зборам така за први работи, така да кажам, прв ден на седмицата, почетоци, нели оваа црква има свој почеток, ова нели како локација. Но овдека има уште нешто прво. Она што му го кажа Андрей на Исус беше како првата молитва на првиот ученик. Првата молитва на првиот ученик, кај си, Исусе, кај да те најдам? Каде си? Кај да те најдам? И што мислите денес, каде да го најдем Исус? Каде Исус во денешницата? Верувам дека Исус пред се е овде, во Библијата, Исус е во црквата, Исус е во христијанското заедништво, Исус е во секој брат и сестра, во нашите срца. И каде што сме ние, таму е и Исус. Ако ние одиме во старечки дом, Исус оди во старечки дом. Ако ние одиме во болница, Исус е во болница. Ако одиме на училиште, Исус е на училиште. Тој е меѓу верните и секогаш е тука со нас. Треба да сме свести за тоа негово присуство. Покрај првата молитва, да речеме, за тоа каде е Исус и како може да го најде, Андрей имаше желба други да го запознаат Исус. Јас така ќе наречам првата желба, првата молитва. Првата желба му беше брат ми да дознае за Исус. И овој не беше моментот кога Андрей стана апостол и ученик на Исус, ова беше само првата средба и потоа го викна Петар и го донесе и го запозна с Исус. Меѓутоа што се случи? Не знам точно кои денови биле во прашање, ама вака ќе го кажам. Тоа дојде понеделник
И рано са бајле и она си ги разводи синовите и им рече, ајде станувайте вие, двајца треба да дадете на работа, взимајте мрежите и таму на езерото да ловите риба, треба нешто да се живее, треба да работите. И тие двајцата станаа, доручкуваа, ги земаа мрежите, отидоа на Галилејското езеро, легаа во чамецот и почнаа да фрлаат мрежи и да ловат риба. Тоа е беше работа. Тоа живее, беа рибари. И сега ги сретиме во Матеј, во Евангелието по Матеј, 4 глава. Во 18 стих во 17 стих вели Исус почна да проповеда и да говори покајте се зашто Царството небесно се приближи. И вели кога одеше покрај Галилејското езеро, ги виде двајцата браќа Симон наречен Петар и брат му Андреа, како фрлаат мрежа во морето, зашто беа рибари. Ова е втората средба на Исус со Андреа. И им рече, дојдете по мене и јас ќе ве направам рибари на луѓе. Тие веднаш ги оставија мрежите и го следеа. Значи, првиот повик, односно првиот момент кога Јован и Андрей се запознаа со Исус беше во пустината кај Јован Крстител. Втората нивна средба овде покрај Галилејското езеро, веќе сигурно и двајцата размислувале за сето она што го видоа и што го слушнаа од Исус и Петар го запозна Исус. И има сигурно нешто разговарано, тоа не е запишано во Библијата, меѓутоа сигурно Исус што им зборувал, тие што го прашувале, тоа било неколку сати, со Петар повторно зборувал со Исус. Значи, гледаме почеток на еден однос, на една врска, кога се запознаваме со некого и на почеток се запознаваме, што работиш, од каде си, имаш деца, немаш деца, што прават, и така натаму се запознаваме, која нели, не само професија, ние се прашуваме нели кај живееш и нели што ти е, обично се прашуваме за нашите приказни или нашата мака, тоа е што ни се случило. И верувам дека и Петар и Андреј и Јован, сега тројца и Филип, четворица, поминувале време со Исус, но дошло во еден момент кога Исус поминува покрај нив на нивното работно место и вели, ајде, време е да направите друг чекор, да ме следите мене. И вели ги оставаат мрежите, што значи ја напуштаат својата работа, даваат отказ и започнуваат да живеат заедно со Исус, не знаејќи каде ќе одат, не знаејќи што ќе прават, тој не им даде опис некаков на работно место, него едноставно рече дојдете и следете ме. И сега заедно се става во кожата на апостолите, на учениците, тоа што не биле прогласени за апостоли, уште биле само ученици. И искрено да ви кажам, си викам, вау, мене така да ме повикал Исус, тоа некоја како повикал на авантура и си речеш, што има да се секирам, он е Господар на Вселената, он е севокниот Бог, што може да ми се случи. Тој ќе се грижи за нас, нели? Кој ни може нешто, ние имаме најголемиот, најсилниот со нас. Што може да не се случи? И така тргнуваа да го следат. Но и денес Исус не повикува, не само да го запознаеме првично, не само да знаеме факти за Него. И Исус умре на крстот, Исус плати за нашите гревови, Исус беше погребан, Исус воскресна, Исус пак ќе дојде, ќе ни го даде Светиот Дух. Но тој не повикува кон полновременна служба не како христијанска работа, него како христијански живот. Значи, нашиот христијански живот е полновременна служба за Бог, без разлика што работиме. Некој може би ќе работи христијанска работа, ама и оној што не работи христијанска работа е повикан во полновременна служба во својот живот, да му служи на Бог, на својата црква и на своите браќа и сестри. А плата, а храна, а пензија. Замислете, овој, како се некаше Андреј, сега кога почнал да го следи Исус и само да му речел, ама што ќе биде кога ќе имам 65 години? Ќе имам пензија?
ако работам за тебе, ќе ми даеш пензија. Мислам, тоа се некои прашања што луѓето се ги прашуваат како луѓе. Ама еве са 25 години јас ќе оставам се, нема ништо да работам. Од кај ќе имам стаж? Кој ќе ми даде стаж на мене? Од кај ќе имам пензија? Помнете кога што го спомнам за пензијата, ќе се вратиме после на него. Но навистина ќе повторам, кога си со најбогатиот човек на вселената, може ли нешто да ти фали? Тие имаат таа привилегија да поминат време со него, да гледаат како прави чуда, да го запознаат неговото срце, да запознаат неговата мисија. Еве, Петар и Андрей одличија да го следат Исус. Може ли вие разбирате дека некако фокусот на оваа проповед се врти околу еден од тие ученици, Андрей, и традицијата него го нарекува првоповикан. Сте го слушнали тој збор? Андрей првоповикан. Ако пребарувате нешто за апостол Андрей, секогаш ќе се појави тој збор првоповикан. Дека тој беше првиот кој што нели го слушна повикот на Исус и почна да го следи. Го слушна да иде вториот повик да го следи постојано. И гледаме понатаму во Марко 3 глава, каде што се набројани апостолите, дека Андрей е на 4-то место, Петар, Јован, Јаков, Андрей, Филип, па потоа се другите, колку се село. Значи, тој станува и апостол и е сведок на сите тие наставни случаи од Новиот Завет, 3 години, како некој вид на високо, како сакате, образование, факултет со Исус. Значи, Исус е учителот, они се учениците, 3,5 години, одат наоколу, по села и градови, по прашливи патишта и ги учат луѓето за Божјото царство и за покаяние и за вера во Исус, во Месијата. И на Маслиновата гора, во Марко 13 глава, ќе свртиме сега во Марко 13 глава, само да ви покажам еден мал детал од тоа како изгледаше односот, врската помеѓу Андрей и Исус. Марко 13 глава, 3 до 5 стих. И кога седеше на Маслиновата гора спроти храмот, Исус кога седеше на Маслиновата гора спроти храмот, Петар, Јаков, Јован и Андрей го праша насаму: кажи ни кога ќе биде тоа, каков е знакот дека ќе се исполни тоа, односно последните времиња, да прашуваат за последните времиња. Исус почна да им раскажува: пазете се да не бидете заведени, да не бидете извамени. И така натаму почна да им држи една лекција за последните времиња. Ако се сеќавате, Петар, Јован и Јаков се како тројцата најблиски апостоли до Исус, но овој пример тука го имам и Андрей. Он е како близко до таа главна тројка, да ја кажем, он е тука одма до нив. И што можеме, иако е нели краток овој текст, може да кажеме дека него не му значеше тоа што тој не е Петар. Не му значеше тоа што ја го донесов Петар, а види сега на Петар Исус му даде нели некаква задача и му рече дека врз тој камен ќе изгради црквата и некако Јован и Јаков, ако се сетите што направи мајка им, дојде кај Исус и сакаше со врски Јаков и Јован да бидат од левата и од десната страна на Исус во неговото царство. Сакаше прв вице-премиер и втор вице-премиер да бидат незините синови, значи имаше некаква амбиција можеби кај незе или кај нив, не знаеме точно, но во секој случај Исус го препозна тоа, рече тоа не е моја работа, кога Господ ќе постави на позиција, Бог таткото тоа го одлучува. Меѓутоа Андрей не беше така, тој не се бореше за позиција, него не му беше важно каде ќе биде Петар, каде ќе биде Јован, каде ќе биде Јаков. На Андрей му беше важно да биде близко до Исус.
Значи, не му беше важно кој ќе биде пастор, кој ќе биде проповедник, кој ќе служи со децата, кој ќе води славење, кој ќе пее. Значи, тој, односно Андреј сакаше да дојде кај Исус и да научи нешто од него. И сакаше неговата врска и однос со Исус секогаш да биде на прво место. Сакаше се приближи до Исус. Тоа беше позитивното неговото. Нигде не гледаме дека тој се бунел за нешто или дека се борел за позиција или дека бил незадоволен од тоа како Исус ги третирал другите ученици. Само едно е важно, да се приближиме до Исус, да седиме до неговите нозе, да го слушаме неговото учење. На кој ве подседи? Имаше две сестри. Марија и Марта. Како рече Исус, само едно е потребно. И вели, Марија го одбра тоа подоброто, што нема да се одземе, односно да се посвети на Исус, се приближи до Исус и го слушаш. И така и ние треба да имаме тој став. Значи, кога идеме во црква или кога учествуваме на христијански настани или општо во нашиот живот, не да имаме амбиција, не да се бориме за некаква позиција, туку да сакаме да го слушаме Исус, да бидеме близко до Него, да видиме што ќе ни каже. Зашто секој пат ќе ни каже нешто ново. Значи, еве, ова е уште еден пример како слика, или не знаеме како изгледал целиот живот на апостол Андреј, знаеме кога бил повикан прв пат, втор пат, еве на Маслиновата гора една случка. И тоа се само како 3-4 фотографии, толку останало од сеќавањето за тие 3,5 години што ги поминал со Господ Исус. Но ќе се сетите дека имаше еден друг настан, голем предизвик е во викам, првиот голем предизвик за верата на Андреј. Тоа е опишано во сите 4 евангелија, но ние ќе читаме од Јован. Денес се прошетавме малку низ евангелијата. Во Јован 6 глава е опишан еден настан кој што сите добро го знаеме. Исус нахранува 5000 луѓе. Исус отиде на другата страна на Галилејското море и многу народ одеше по него. Ги гледа чудата што ги правеше на болните. Се искачи на гората и седеше таму со своите ученици. Доаѓаше Пасха. Исус ги подигна очите и виде многу народ кој доаѓа кон него. Па му рече на Филип, кај да купиме леб да се нахранат овие? И тоа го рече да го искуша, зашто сам знаеше што ќе направи. А Филип му рече, нема да стигне леб ни за 200 денари, па секој од нив да добие помалку. Сега за да ви објаснам зашто се работи овде малку позадинска слика. Може би ќе се сетите кога читав на почеток дека Јован, Андреј и Петар и Филип беа од градот Вицаида. Ова што сега се случува во Евангелието по Лука е кажано дека е близко до Вицаида. Овој настан, кој што нахранува 5000 луѓе. Вицаида е долу близко до Галилејското езеро, а овие се качиле малце погоре на гората. И сега за да ви опишам како тоа изгледа во нашава средина, замислите на селото Бутел, која што е на северот на Скопје, под обиколницата, и има еден пат од Бутел кој што оди нака Скопска Црна Гора, нека биде тоа Љуботинскиот пат. И тој се качува вака нагоре, тој е буквално како гора, како возвишение. И така постепено се качува се до едно прво село таму, Љуботин, на падините на Скопска Црна Гора. И замислите дека може би Исус кога се искачил на гората, тоа сигурно биле неколку километри. И таму биле собрани 5000 луѓе, кои што исто знаеме од овие текстови дека биле мажи, 5000 мажи. 5000 мажи сигурно некои од нив биле со своите жени, а сигурно биле и како семејства, значи носеле и деца со себе. Значи, во тоа време биле со повеќе деца, сигурно немале едно, може да имале повеќе деца. Во секој случај, сигурно биле преку 10-15 илјади, може би 20 илјади, собрани на гора, каде што нема ништо. Исус ги одбирал таквите места
за да може да се соберат повеќе луѓе и да може тој од повисоко да збори и да го слушаат налове како што патува или акустично гласот. Овие 200 денари што се спомнуваат, пишува дека тоа е околу 6 месеци плата. 6 месечна плата. Значи нешто повеќе од 6 месеци плата. Во Бутел има една фурна, се вика Чарли. И пред некој време купивме таму 100 липчиња, округли, правевме сендвичи за Кристијан Каринов за ретритни оброк. Со екзибициите правевме сендвичи. И морав јас однапред да нарачам леп. И едно лепче беше 15 деневи. И сега ќе ви кажам една математика, дека 20.000 парчиња леп по 15 денари се 300.000 денари. 300.000 денари, ако го поделите на 6 месеци, добивате 50.000 денари. Македонската просечна плата, според Заводот за статистика, е 45.000 денари. Што значи, да нахраните 20.000 луѓе со парче леп од 15 денари, му треба 6 месечни плати. Нешто повеќе од 6 месечни плати. И кога Исус го прашува Филип кај да најдеме леп, Филип помислува на фурната Чарли, во Бутел, затоа што он е од таму. Саѓате? Значи, кај да најдеме леп за овие луѓе? Филип е од таму, Филип знае кај има фурна, Филип е од тој град, он е дома. И на што ќе помисли прво Филип? Што пише во Библијата, што помислува Филип? Нема да стигне леп, треба 6 плати за да купиме толку леп за сите луѓе. Значи, он гледа на околностите, гледа на оно што го нема. Разбирате? Гледа на тоа како препрека. Кога ние сме удобни во оно што го знаеме, и кога Исус нешто ќе побара од нас, ние се повикуваме на тоа што го знаеме. Немам пари, немам време, немам можности, немам како нешто да направам. А еден од учениците, Андреј, братот на Симон Петар, рече: еве тука има едно момче со 5 лева и 2 риби. Но што е тоа за цело мноштво? Еве едно дете со 5 лева и 2 риби. Што имаме е прашањето? Не колку имаме, туку што имаме. Андреј рече: еве има 5 лева и 2 риби, дај му го направи. Он ќе го умножи. Мислам дека овој голем предизвик за Андреј и за неговата вера, тој, иако знаеше дека тоа не е доволно и дека е малку, ама му рече на Исус: еве ова имаме, ево малото што го имаме е толку имаме. И Исус рече: дајте го. И Исус го зема. И се случи огромно чудо. Се нахранија огромен број на луѓе, мажи, жени и деца. Верата на Андреј не беше голема, тој мислеше: ама што е тоа за толку луѓе? Како што ќе правиме сега? Ама важното беше што тоа што го имаше, тоа му го даде Исус. Знаеше дека е со Господарот на Вселената, знаеше дека е со Всемогниот Бог. И тој ќе направи нешто. Така и ние, ако му го донесеме на Бог, нашето најмало нешто што го имаме, нека е тоа и мала молитва, нека е тоа и мало сведоштво, нека е тоа и малку време, Бог ќе го умножи, ќе даде плод. Бог прави големи нешта од такви мали почетоци. И сега знаеме сигурно дека Андреј доживеал уште многу интересни моменти со Исус. Седете се дека кога Исус се молеше во Гецеманската градина и кој викаше на учениците: бидете со мене, молете се да не паднете во искушение, ги сите испозаспаа, а Андреј заспа. Кога дојда да го уапсат Исус, сите избега, Андреј избега. Меѓутоа, после тоа, кога беа собрани повторно, и кога дојде слугинката, односно кога дојде веста дека Исус воскреснал, и потоа Исус се појави помеѓу нив,
Андреј беше таму. Го види Исус воскреснат. Кога им рече Исус, бидете заедно сите на едно место, ќе примите сила кога Светиот Дух ќе слегне на вас. Андреј беше таму, го прими Светиот Дух. И силата слези врз него. И тој се оснажи. И ги слуша овие зборови на Исус. Одете по целиот свет, направете ученици. Учете ги да пазат се што сум заповедал. Јас сум со вас во сите дни во свршетокот на светот. И Исус си заминува. И Андреј го види Исус како си заминува. И повеќе не можеше да рече кај си сега да те најдам. Затоа што физички не можеше повеќе да го види, но го имаше веќе потоа Светиот Дух во себе. И така Исус беше веќе внатре во неговото срце. И тој секогаш можеше да го собрати со молитва и можеше да се научи да го слуша неговиот глас преку Светиот Дух. Значи, неговата вера стана жива, активна вера. И сега сакам да ви кажам нешто за Андреј, што го нема во Библијата, што е во традицијата на црквата. Значи, што направил Андреј после тоа. Запомнете, веќе е сега на 27-8 години. Според традицијата, апостолот Андреј проповедал во Мала Азија, денешна Турција, во Скитија, тоа била област северно од Црното море, денешна Украина. Во Грузија. Ако одите во Грузија, грузиската црква се повикува на тоа дека апостолот Андреј ја основа грузиската црква. Исто така, ако одите во Украина, ќе ви кажат дека Андреј бил првиот христијанин што им зборувал на словените. Според историјата потекнуваме и ние во нашите краеви. Потоа Андреј бил во Тракија, тоа е денешна тромеѓето меѓу Бугарија, Турција и Грција. Во Тракија бил и потоа се симнал долу во Ахаја, Пелопонес денешен. И кога дошол таму, имало едно место се викало Патра. Постои денес тоа место во Пелопонес, голем град е денес, 200.000 жители. Но во тоа време се обреќа жената на римскиот проконзул. Таа станала христијанка кога Андреј дошол во град. Меѓутоа римската власт, односно мажот нејзин, многу се налута. И бидејќи она го напуштила паганството и римските обичаи, станала христијанка. И нејзиниот маж, проконсулот римски, се викал Егеатес, тоа било неговото име Егеатес. Егеатес го повикува Андреј и му наредува да престане да проповеда за Христос и да принесе жртва на римските богови. Андреј има 65 години во овој момент. Зад него е целиот живот исполнет со служење на Бог, на неговата црква, на неговите браќа и сестри. Пешки или на магаре, или не знам како, сигурно не со кола, прошетал цела Мала Азија, околу Црното море, Грузија, Украина, Тракија, доле Грција, го проповедал Евангелието, основал многу цркви и сега се обреќа една жена и нејзиниот маж му наредува да престане да проповеда за Исус. Ајде ти се молам да иде таму. Знаете што му одговорил Андреј? На Бога Создателот на небото и на земјата му приличува почит, а не на човечки измислени идоли. Со храброст, одлучност му кажал, јас не ви се поклонувам на вашите пагански богови. Само на Бог, единствениот вистински Создател, треба да му се поклонуваме, да му се подчинуваме. И Егеатес толку се налутил, што наредил веднаш да биде распнат. Кога го донеле крстот, Андреј рекол, не сакам да ме распнете на крстот како што бил распнат Исус, бидејќи јас не сум достоен. Сакам да ме распнете на крстот, да го ставите по името, да го направите во форма на X. И на таков крст, X, бил распнат Андреј, и за да биде мачењето потешко и подолго, не го заковале, туку го врзале со јажите. И тој 2 дена страдал пред Бог.
на тој крст. И умира без да дочека пензија. На 60 век. Умира маченичка смрт и го погребуваат. И ако одите во градот Петрос денес, во Пелопонес, постои црква и таму се наоѓа гробот на апостол Андрей. Векови покасно, стотици години, 200-300, не знам точно, некои од цариградските патриарси ги зима коските на Андрей и ги носи во Цариград, Константинопол, бидејќи таму изградиле црква на светите апостоли. И сакале да ги донесат коските од сите апостоли и да ги положат во таа црква. И за жал во христијанската традиција почнуваат веќе некакви девијации од Библијата и се придавало значење на коски, на мошти, се сметнале тие за дека имаат некаква чудесна моќ. И денес е тоа распространето, кој следи што се случува, знаете, Свети Јован Златоуст, неговата рака, што го напишала литургијата, така натака. Тие се чуваат Света Петка во Романија, кој знае, незиното тело наводно се уште не е распаднато, значи малку се отстранува од Библијата, но сакам да кажам дека влијанието што го имал Андрей до каде отишло, луѓето нели го почитувале како тоа што го направил посебно во Грузија, ако отидете, многу се почитува. Но дел од тие мошти, дел од тие коски, за тоа повторно не се согласувам со таа традиција, ама луѓето биле понесени од тоа, морам да имам дел од тој светец, разбирате? Значи, 3 негови прсти, не знам, во некаква црква, не знам како. Дел од черепот, исто во Рим, во катедралата на Свети Петар. Така, во 6 век, делови од телото, односно од коските на апостолот Андрей, завршуваат во Шкотска, во градот Сент Ендрюс. Сте слушали за тој град? Во градот Сент Ендрюс, тоа е над Единбург во Шкотска, на северот од Велика Британија. На источниот брег, одма до морето, се наоѓа градот Сент Ендрюс, имало огромна катедрала која што денес е во рушевини. Тука биле положени дел од моштите на апостол Андрей. И Шкотска толку била, да речем, восхитена од овој апостол, што го прогласиле за заштитник на Шкотска. И дали го знаете знамето на Шкотска? Како е? Плаво со жут крст. Жолтиот крст е во Обединетото кралство, а нивниот е бел, ама каков е? Со плави кога бело, вака X. X. Да, Тоа е Андрей, тоа е крстот на Андрей. Значи, знамето на Шкотска е крстот на Андрей. Вака е, бело. А кога Шкотска се обединува, односно кога настанува Обединетото кралство на Велика Британија, односно на Шкотска, Англија, Велс и Северна Ирска, на знамето на Велика Британија го добива делот од Шкотска, значи оној дел што е вака во знамето на Велика Британија, што е крстот на Андрей. Во знамето на Велика Британија. Гледаме дека тоа наследство или се провлекува низ вековите и дека денес кога ќе видите некојаш знаме на Шкотска или на Велика Британија, подсетете се на тоа дека апостол Андрей умрел на таков крст, пострадал за својата вера, но дека не треба да му се поклонуваме нему како да има некакво чудно дејство неговите мошти или коски или такви работи, туку да ги имаме овие заклучоци многу што ги читавме денес од Библијата. Прво, седете се кога беше Андрей младо момче, ја бараше вистина и тргна со Исус веднаш што му разбра дека тоа е Месијата. Потоа доведуваше други луѓе кај Исус, го доведе својот брат. Потоа не му беше важна позиција, не му беше важно кој ќе биде, дали прв, втор, трет, четврт. Сакаше да биде близко до Исус. Виде чуда, виде големо чудо, хранење на толку илјади луѓе и научи како да не го подценува малото нешто, дека Бог ќе го умножи.
И со својот понатамошен живот 40 години работа стаж без пенсија научи дека вреди да се живее за Господ, но вреди и да се умре за Господ. Да се живее и да се умре за Христос. И да се сетиме и ние дека нашиот живот е полновремен живот, така, полновременна служба за Бог. Се што правиме, да му носиме на Него слава. Се што правиме, да бидеме секогаш близко до Исус. Може би ние ќе одиме по градови и села, може би ние ќе доведеме луѓе кај Исус, но што и да е, ако само седиме кај Неговите нозе и учиме, се тоа нека биде за слава на Бог. Инаку денес, 30 ноември, е денот на Свети Андреј во светот, а кај нас се слави 14 дена подоцна, како што и Божик, нели? Па кај нас паѓа на 13-12. Но во светот денес е денот на Свети Андреј. Го викам Свети Андреј зашто во тие календари така го нарекуваат. А јас ова не го знаев. Јас прво ја темата, после се сетив, ама дали беше Свети Андреј негде ова време? Ајде да видам у календарите кола и гледам дека во светот денес го слава. Значи денес има во Шкотска голема прослава, во Грузија голема прослава, во Петрос, во Грција има голема прослава и викаат нели фист, не знам на македонски како. Ама тоа се случува денес, баш денес. И мислам дека се погоди во убава прилика и ние да погледнеме така еден преглед на неговиот живот и да се поучиме од апостолот Андреј. И денес као нешто да зборуваше, што се вика Андреј, јас сакам да имам дел од тоа наследство, негово вразумение, јас да бидам како него и пред се како мој Господ Исус Христос. И благодарам. Татко Небесен, ти благодариме за овој прекрасен пейсаж од животот на апостол Андреј, од неговите почетоци како мало момче се до неговата старост, која го даде својот живот за тебе. Гледавме како тој растеше во верата, како се дружеше со тебе, како ги прими сите благослови и власт и авторитет од тебе и одеше до крајот на светот и го проповедаше твоето евангелие. Те молам, Господе, благослови во нашите животи да бидеме близко до тебе, да го донесеме она малку што го имаме за ти да го умножиш и да донесеме слава на твоето име. Фала ти за тоа големо спасение и ти благодарам што си ни ги простил сите гревови, што си не благословил со таква убава црква, што си не благословил со толку браќа и сестри, што си ни дал премногу и сме пребогати во тебе, Господи. И давај ни уште повеќе од твојата љубов, од твојата милост, и од твојата добрина, од твојата кроткост, и чување од гревови, чување од искушение. Дај, Господи, нашите животи да светат и да бидеме пример во ова место тука, во Карпаш, во цело Скопје и во цела Македонија, да се прослави името Твое. Амин.